Овски председател на КСС. Добро вечер и добре дојдовте. Добро вечер. Ја почнам се едно општо прашање. Како е заокружуваме 2025 со работници кои имаат подобар или полош животен стандард? Па, малце е дискутабилно ова прашање. Не знам како да кажам. Зошто? Има дел од работниците кои што останаа таму доле кај што останаа, но се надевам дека во 26-та година ќе најдеме заеднички сили и ние најранливи работници да им помогнеме. Но општо можам да кажам дека работниците во јавниот сектор имаат успеси во оваа година и пол, така да мислењата се поделени. Кои се тие работи што може да се променат во 2026, ако гледаме и на денешниот економско-социјален совет, дека нема договори, се остава синдикатите и работодавачите да си најдат договор за тоа колка ви плати и колкава ќе биде минималната плата, без владата да се вмеша. Па вака, морам да го поделам во два правца во ваше прашање. Прво треба да објаснам зашто е дојдено до тоа, а после да кажеме како треба да се реши проблемот. Според нас, според Конфедерацијата на слободни синдикати. Првиот дел е за тоа што не се почитуваа законите во претходните 7-8 години и се подигаше популистички минималната плата. Таа минимална плата се подигна до 70-80%, но платите во јавниот сектор пред се, кај што е државата најголем работодавач, останаа исти. Работниците останаа покуси за негдека околу 70 до 75%. Ако се почитуваше законот за минимална плата и членот 8, денеска немаше да разговараме за 500 или 600 евра минимална плата, туку ќе разговаравме за многу поголема плата, затоа што работодавачот владата е најголем работодавач во јавниот сектор. Вториот дел го гледаме во тоа што работодавачите кажуваат искрено и јавно дека не можат да издржат да ја подигнат платата во сите сектори. И за тоа оставаат простор во одредени сектори, кои што и за нив се високо платени дејности, да може да се договараме низ грански колективни договори да се подигне платата. И тоа ќе биде инпут за подигање и на минималната плата и на просечната плата. Така да мислам дека во таа насока можат да се решат проблемите и околу примањата на оние најниски примања што ги имаат во моментот во државата. Да, не го разбрав добро тоа, можеби вие можете подобро ми го објасните. Повисока минимална плата во сектори во кои веќе има повисока плата. Тоа е сега да им гарантирате 600 евра плата на програмери кои земаат 1500 евра минимална плата? Па не, можеме да гарантираме, например, 600 или 700 евра во туризмот и угостителството, каде што има дефицитарен кадар. Можеме да гарантираме некоја одредена сума од 700 евра во градежништвото, каде што се бараат багеристи, кранисти, мајстори и така натака. Значи има простор каде што може да се договори таа минимална плата и сектори кои што го бараат тоа. Ние го заборавивме бипартитниот социјален диалог. Очигледно дека овие години од популизмот што настана во државата, само да се собираат политички поени, ние заборавивме на колективните договори на ниво на сектор, каде што имаме двајца преговарачи. Тука владата не се меша. Работодавач од приватниот сектор и работниците од тој работодавач. Ваш став е дека е фер да преговараат две страни каде што едната е во позиција на моќ, а другата е во позиција на нужда? Не, двете страни имаме исти интерес. Имаат недостиг на работници во одредени сектори, тука можеме да си помогнеме заеднички, така да и тие имаат разбирање околу тој дел, но треба да се најде заеднички јазик. Ниту ние не треба да бараме премногу, нити тие па да не попуштаат воопшто. Добро, ССМ веќе најави одредена можности за штрајкови. Кој е вашиот синдикален став? Дали, бидејќи зборувате за владата како најголем работодавач, дали штрајк во јавниот сектор во одредени делови кои што се најзагрозени, видовме управата за матични книги, например, дека веќе изразува на овој начин револ. Дали е тоа патот преку кој може да се изврши притисок за носење на одредени политики и мерки? Вака, ние во изминатата година и пол имавме доста турбуленции околу усогласувањето на платите во јавниот сектор. И еве ќе почнам од управата за водење на матични книги.
Во 2023 година прв пат се воведе минималната плата како дел од основна плата. Во 2024 година со подпишување на општиот колективен договор во 23-та требаше да се тргне. Успеавме да задржиме. 24-та, 25-та ги усогласивме платите. Има расположение од владата, тоа го кажа уште во април месец, требаше да се отпочне во мај месец, каде што требаше да се кумулативно да се зголемат платите, нели 7,557 кумулативно требаше да биде над 26%. Еден од синдикатите од ССМ тоа го обструираше, но еве ги уверувам сите и во договори она што го имавме и денеска што го изјави премиерот на економско-социјалниот совет дека следната година најдоцна до март ќе се потпишат тие колективни договори, сите ќе имаат покачување, тоа им е јасно и на вработените во управата за матични книги. Никој нема да биде иземен да добие повеќе покачување од она што е договорено, значи помеѓу сите синдикати. Тоа се негде околу 8,5 до 9.000 вработени во министерства, управи, агенции кај што немаат никакво покачување. Во изминатата година и пол направивме исчекор во здравството. Платите се покачува, еве заклучно со март ќе се покачат за 20%. Ние ако земеме 2027-2023 година, ние немавме 22 немавме покачување во јавниот сектор. Сега за година имаме 20%. За година и пол. Истото се случува и во образованието. За година и пол се покачуваат околу 20% платите. Ако овој тренд се држеше и претходно, ако се почитуваше законот за минимална плата како што се почитува сега, кажав и уште еднаш ќе повторам, ние сега имавме 500 и над 500 евра минимална плата. Но ние сме сега во ситуацијата во која што сме. 24.400 динари е минималната плата. Потрошувачката кушничка, која нерадо владата ја обзервира, пресметана од ССМ, 65-66.000 динари, како да тргнете на пат со третина наполнет резервоарето од прилика, според тоа колку приходи имаат овие семејства со минимална плата. Од оваа точка натаму како? Не се почитувале законите, сега сме овде. 1.600 динари во март, што ќе поменат реално? Па дали ќе бидат 1.600, 1.800, не знам, но знам дека треба, она што го реков, да седнеме со работодавачите во одредени сектори да ја покачиме платата и не само минималната плата, туку и останатите плати. За да го средат растот и на минималната плата, но и на трошоците за живот. Ако ние претходно имавме 15-20% инфлација, а не добивавме ништо, се доведовме во таква ситуација да сега искрено го кажа владата, неаме ние толку пари да одвоиме од буџетот. Замислете сега буџетски средства за 130.000 работници кои земаат плата од буџет, да се покачи платата за 20-25%. Тоа е незамисливо, го кажаа тоа значи и премиерот и министерката за финансии пред сите синдикати, се сложивме сите. Која е потребата од ова сега што се прави и што го прави ССМ, ние не знаеме. КСС е синдикат кој што е најголем синдикат во јавниот сектор и претежно функционира во јавниот сектор. Она што ние го отпочнуваме сега во приватниот сектор, еве им подаваме рака на ССМ да помогнеме сите заедно во одредени сектори кај што има можност, кај што и работодавачите се согласуваат да подпишеме грански колективни договори. Тоа ќе биде една одскочна даска за растот и на минималната плата, и на просечната плата, и на платите на сите вработени. Како гледате на тој предлог владата практично да ги субвенционира, односно да не ги наплаќа придонесите на оној износ кој што ќе биде над сегашната минимална плата? Значи, цаци вака. Ние од секогаш сме биле против да се субвенционираат платите на работниците во приватниот сектор. Зашто сме биле против? Затоа што и за време на корона кризата многу зборувавме за тоа дека многу од фирмите добија пари за да исплатат плати на работниците, парите не завршија кај работниците и се злоупотребуваше. И тоа е една лоша страна кај што ги учиме работодавачите само да бараат пари за субвенционирање за плати. Јас сум за една друга стратегија и мислам и ние во КСС веќе тоа сме го разгледувале. Она што го бараат работодавачите од нас продуктивноста треба да се свртат кон нив, да видиме каква е нивната продуктивност. Ако ти во Македонија ние само одледуваме компир или само одледуваме грози и тоа го извезуваме,
Значи, они треба да се свртат кон тоа како треба да го преработат тој компир и да направат додадена вредност, а со тоа ќе имаат и поголем профит и поголеми плати за работниците. Треба да бараат пари или субвенции за да направат брендови и за да можат да прават готов производ. Например, ние имаме текстилна индустрија која што ни е трудоинтензивна, а никој не бара пари да направи бренд, сите бараат пари да им се додадат за да парите од лонг производството им бидат малце поголеми. Значи, тука треба да го бараме ние решението. Не треба да го бараме решението во субвенционирање на платите. Треба да го бараме решението во субвенционирање на нови технологии. Со тоа ќе се даде правеци на образованието, па луѓето што завршиле, например, одредени струки, или што не се запишуваат во одредени струки, денес имаме недостаток на ветеринари, недостаток на шумски инженери, така, тоа ќе се даде сам правец дека сите треба, дека факултетите ќе почнат повторно тие факултети да стануваат атрактивни. На ваков начин, само со субвенционирање на платите и не завршуваат ке работниците, ние секоја сме биле против. Беше најавено дека од јануари веќе ќе почне објавувањето на кошничката која ќе ја пресметува државата. Вклучени сте во тој процес и што ќе се разликува? Имате информација од она што досега го гледавме како синдикално? Па не се разликува. Многу се разликува во тоа што сега ќе се зимаат во кошницата што ќе ја изработува државата 7-8 релевантни ланци на маркети и од тие сите маркети ќе се бара некоја средна цена. Но морам да кажам една работа. Тука многу се манипулира со просечна и минимална потрошувачка кошница. Да, Србија има две, објавуваат на веб страната и минимална и просечна. И просечна потрошувачка кошница. Ќе имаме и ние така? Па не знам како ќе биде. Значи ќе имаме 5 кошници за трочлено, минимална, мислам, просечна и така натака. Она што се случи крајот на 2023 година, почетокот на 2024 година со новата методологија, со само таа кошница, минимална синдикална кошница, во ССМ порасна за некои 200-250 евра наеднаш. Така да треба да седнеме сите заедно и да дадеме констатација. Која кошница е минимална, која кошница е просечна. Ви благодарам, господин Раповски, за гостувањето и анализата во Дневникот. Благодарам и на вас.